Драги ученици, добар ден и добре дојдовте во видео предавањето по предметот Историја, кое што е за 8 оделение и се однесува на лекцијата Македонско кресненско востание 1878 година. Што треба ние денес да научиме, односно кои се целите на овој час? Треба да знаеме за големата источна криза, ситуацијата во Македонија по Берлинскиот конгрес, Сан-Стефанскиот мировен договор и неговото значење за македонците. Од кога ќе ги обработиме овие три подточки, треба да се посветиме на почетокот, текот и крајот на востанието, за на крај да го разбереме значењето на Македонското кресненско востание. За овој час ќе ни бидат потребни тетрадка по историја, молив или пенкало и по можност историски атлас. Кога ќе ви предложам да напишете нешто или да одговорите на некое прашање, запрете го видеото, напишете го тоа што треба и продолжете да го гледате истото. Оваа видео предавање ќе трае околу 15 на минути. На сликата ви е представена Македонија во втората половина на 19 век. На картата може да видиме три бои. Зелената боја го означува Солунскиот вилает, сината боја Битолскиот вилает, жолтата боја Скопскиот вилает. Големата источна криза. Ние се имаме запознаено со големата источна криза заради тоа што ја обработивме во текот на претходните часови и го земавме и Разловечкото востание од 1876 година. Но убаво е да се подсетиме. Големата источна криза го зафатила големиот дел од Балканскиот полуостров и била проследена со повеќе ослободителни војни и востанија кои што имале за цел создавање на своји национални држави. Додека пак големите сили Велика Британија, Франција, Русија, Австро-Унгарија и Германија сакале да си ги прошират своите државни граници на сметка на Османлиската империја, односно да ги истиснат османлиите од Европа и истите да ги прошират своите економски, политички, воени влијанија на тој дел од Европа. Но не треба да заборавиме дека Македонија се наоѓа токму во центарот на овие геополитички планови. Што се случувало подоцна? Русија и Австро-Унгарија сметале дека доколку ослабне Османлиската империја, треба да се создадат две кнежевства – Бугарија и Румелија. Но големите сили иницирале на дипломатска активност од султанот и таа е превземена, свикана е Цариградска конференција, која што трае од ноември 1876 година па се до јануари 1877 година, во која што султанот воведува устав кој се однесувал на сите жители без разлика на верската припадност, а со тоа ги отфрлил и заканите од Русија за непочитување на правата на христијаните. Дали била Русија задоволна од оваа конференција? Секако дека не. Русија заедно со Австро-Унгарија подпишала тајна конвенција за почеток на војна со османлиите. Почетокот на војната започнала во април 1877 година, а ќе заврши со Сан-Стефанскиот мировен договор 3 март 1878 година. Во Сан-Стефанскиот мировен договор се предвидувал создавање на голема Бугарија од море до море под руски протекторат, а во составот на голема Бугарија влегла скоро целата територија на Македонија. На сликите подолу имаме слика од подпишување на договорот во градчето Сан Стефано и карта на Македонија од Сан-Стефанскиот мировен договор и Берлинскиот конгрес. Дали тоа им одговарало на големите сили? Не, заради тоа што тие не сакале руски продор на Балканот и не биле задоволни со овој Сан-Стефански договор, било решено на 13 јуни до 13 јули 1878 година да се направи ревизија на Сан-Стефанскиот договор, односно бил свикан Берлинскиот конгрес, во кое што било одлучено формирање на бугарско кнежевство и автономна област Источна Румелија. За македонците важен
е членот 23, заради тоа што со овој член на Македонија би била дадена политичка автономија во која македонскиот народ би имал пошироки можности за изразување на својата националност. Но тоа не било спроведено од страната на османлиите и Македонија продолжила да биде под османлиска власт. Мислам дека ги наброевме поголемиот дел од причините на Кресненското востание, но имаме неколку слики. Востанието во Босна и Херцеговина ви е првата слика, 1875 година, и ова востание го означува и почетокот на големата источна криза. Подолу го имаме априлското востание во Бугарија во 1876 година, а го имаме и представено руско-турската војна 1877 година, за која што зборував пред малку. Сега можете да ги запишете причините за кревањето на востанието. Големата источна криза, растење на револуционерен дух кај македонците, неспроведување на членот 23 од Берлинскиот конгрес, кој што е мощно значаен за македонците. И секако да не ја забравиме тешката положба на населението, воведување и изголемување на даноци, верски фанатизам. Од кога ги објаснивме причините за востанието, сега треба да се посветиме на подготовките за востанието. Главни организатори на оваа востание бил Охридскиот митрополит Натаил Кучевишки, кој што бил екзархиски митрополит на бугарската екзархија, а исто така до него е Димитар Попгеоргиев Беровски, кој што го знаеме од предходното Разловечко востание, кој што бил македонски револуционер и учител. А до нив е представен војводата Дедоило Малешевски, кој што бил предводник од едне од четите на Кресненското востание. Не смееме да ги заборавиме и бугарските комитети, кои што дале главна улога во подготовките и почетокот на оваа востание. Тоа е комитетот Единство, кои што биле организатори на протести и вооружени акции против решенијата на Берлинскиот конгрес. Односно, тие праќале чети во Македонија за да се шири самата пропаганда. Раководна улога имале Софискиот и Џумајскиот комитет. Одлуката за кревањето на македонското кресненско востание била иницирана од организаторот на самиот состанок, Охридскиот митрополит Натаил Кучевишки, кој што се случил на 8 септември 1878 година во Рилскиот манастир. На ова советување биле присутни Димитар Попгеоргиев Беровски, Дедоило Малешевски, Стојан Карастоилов и комитетот Единство. На овој состанок или советување било решено да се повикаат сите чети кои действувале близу до оваа околина, да се приближат до Горна Џумаја и на овој повик се одзвале голем број на чети. Било одржано советување на војводите на востанието и токму на оваа советување бил прифатен предлогот од Стојан Карастоилов нападот да се изврши во селото Кресна и самиот напад да биде почеток на Кресненското востание. Тој бил и раководител на востанието, но треба да споменеме дека друг раководител и раководна улога имал членот од комитетот Единство Адам Калмиков, кој што бил офицер на руската војска. Како почнало востанието? Рековме, состанокот е завршен, советувањето е завршено. Тоа се случува есента 1878 година. На чело на вооружените востаници застанал Стојан Карастоилов, а главен идеолог на востанието бил Димитар Попгеоргиев Беровски. Востанието започнало на 17 октомври 1878 година со напад на селото Кресна. Подолу сликите ви ги објаснуваат македонските војводи, а исто така и местото Кресна,
каде што настанало и самото македонско кресненско востание. Како течеле тековните работи во востанието, односно како се одвивало текот на востанието. Востанието многу брзо почнало да се шири од двете страни на реките Струма. Така, турците се повлекле кон Петрич и Серес, биле ослободени 54 населени места, околу 32.000 жители, а исто така подоцна имало борби и во Разлошката котлина, било ослободено Банско, но за многу кратко време било повторно завземено од самите османлии. По првите успеси сакало да се организира власта на слободната територија, па затоа бил формиран штаб на македонската востаничка војска. Атаман или водач на востаничката војска бил Адам Калмиков. Началник на штабот бил Димитар Поп Георгиев Беровски, а за прв војвода бил избран Стојан Карастоилов. Во ослободените села биле избрани управи од 3 старешини, полициски стражи и пописен писар. А исто така на сето тоа било организирано полициско начелство. Бил изработен и правилник на Македонскиот востаничен комитет, кој што исто така главната улога му се придава на Димитар Поп Георгиев Беровски. На сликите ви се представени факсимил од правилата. Втората слика е печат на македонското востание. Третата слика е отпечаток од печатот. Ке цитирам дел од правилата. Од правилата на Македонскиот востанички комитет. Македонската доброволечна војска за натаму ќе биде под непосредно раководство на Македонскиот штаб на востанието, кој ќе изврши мобилизација на селаните, ќе ги снабди со оружје и ќе ги води во света борба за ослободување на Македонија. Тоа е член 207. Македонскиот востанички комитет озаконува сите македонци да ги исполнуваат наредбите на овие правила, устав без поговор до ослободување на Македонија и до донесувањето на мирновремен устав на автономна Македонија. Тоа е член 208. Ние треба да знаеме дека целта на оваа востание е ослободување на Македонија и создавање на македонска држава. Рековме дека текот на востанието оди многу брзо. Дали тоа е спротивно од бугарските интереси, ќе видиме сега. На сликата ви се представени Комитетот Единство и треба да знаеме дека по брзиот развој на самото македонско кресненско востание имаме остра реакција на Комитетот Единство за превземање на раководството на востанието. Што се случува? Биле притворени Димитар Поп Георгиев Беровски и Стојан Карастоилов. Димитар Поп Георгиев Беровски напишал писмо во кое што го осудува самоволието на мешањето на Софискиот и Џумајскиот комитет во македонското востание. По нивно притварање востаниците почнале да се бунаат. Димитар Поп Георгиев Беровски е пуштен да ја раководи својата улога во ова востание, но набрзо повторно е слимнат од таа улога. Што треба да заклучиме? Дека сега имаме смена на позиции. Одстранување на македонските војводи од челните позиции, а на сметка на тоа востанието паѓа во рацете на Комитетот Единство. Односно, Комитетот Единство го превзема раководењето и е сега на чело на македонското кресненско востание. Што се случило кога востанието го презело Комитетот Единство? Владеело деморал во востаничките редови. Во логорите имало недостаток од секакви средства – храна, облека, муниција и други материјали. Дури дошло и до самоволни напади. На востаничката територија исто така имало недостаток на оружје и муниција. По отстранувањето на македонските војводи од раководните позиции, востаниците дури започнале и да ги напуштаат востаничките редови од доброволната војска. А исто така почнале да се повлекуваат и руските војски кои што се наоѓале во Бугарија. Се гледа крајот на самото востание, но како било задушено? Во февруари 1879 година имаме настапување на османлискиот аскер, односно османлиска контраофанзива.
навлегување на слободната територија. Веќе во април, мај 1879 година бил освоен поголемиот дел од востаничката територија. Во јуни истата година имаме повлекување на руската војска од Горна Џумаја, а во јули 1879 година била издадена наредба за распуштање на востаничките чети. Стигнавме до самиот крај. Треба да знаеме какво е значењето на оваа востание за македонскиот народ. Оваа востание за македонците е од голема значајност заради тоа што се стреми кон создавање на македонска држава. А со помош на оваа востание дошле до израз спротивставеноста на македонските и бугарските национални интереси. Вие, ученици, ќе имате за задача да дадете ваше мислење зошто не успеало македонското кресненско востание и да наброите дел од факторите кои што мислите дека вие не успеале.